Патувањето од Скопје до Атина ќе се скрати за 3 до 3,5 часа со новиот автопат при Лебитола. Интензивно се работи на терен на делот од коридорот 10, што ќе го поврза цел регион и ќе донесе повеќе туристи во Македонија, како и бизниси во Пелагонискиот регион. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на својот Facebook профил објави видео во кое се гледа напредокот на изградбата на најголемата поединечна делница што во моментов се гради во Македонија. Овој автопат ќе значи побезбеден и побрз сообраќај, подобра поврзаност, поголема конкурентност на стопанството и силен поттик за економскиот развој на Пелагонија, пишува Николовски. Ова е најдолгата поединечна делница, автопат, што се гради во Македонија. Нашата цел е првата половина на 2027 година да имаме пуштено во функција 10,5 км, а исто така во тек на следната година сообраќајот по целата должина од 40 км да се одвива по една коловозна лента. Автопатиштата на коридорите 8 и 10 се градат со силна динамика, а паралелно со тоа се инвестира и во железничката инфраструктура. Низ 15 тунели и 29 мостови со брзина до 120 км на час од октомври 2028 треба да сообраќаат првите возови на делницата Белјаковце Крива Паланка. Станува збор за вториот дел од железничкиот коридор 8, каде што во моментов се изведуваат интензивни градежни работи. По завршувањето на оваа делница ќе почне изградбата и на третата, со која Македонија конечно треба железнички да се поврзе со Бугарија. Истовремено се модернизираат патиштата во источниот дел на државата, ќе се гради експресниот пат Радовиш-Струмица. Паралелно со оваа делница објавен е и тендер за изградба на експресниот пат Кочани-Виница-Делчево. Паралелно се работи на еден од најзначајните инфраструктурни проекти во земјава, автопатот Кичево-Охрид. За негово комплетирање се обезбедени дополнителни 175 милиони евра, а според најавите на владата, целата делница треба да биде пуштена во употреба во првиот квартал од 2027. Во последните 2 години во локалната и регионалната инфраструктура се вложени повеќе од 350 милиони евра. Инвестирани се на 25 милиони евра за обнова на 96 улици во 72 општини, а реконструирани се повеќе од 72 километри локална патна мрежа.